живо од студиото, да започнува нашиот разговор со нашиот прв денешен гостин. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание и ќе се согласите со мене. Денес имаме навистина интересна тема за разговор, а тоа е нешто што ќе се случува во текот на овие неколку дена. Денес започнува во 12 часот на плоштадот Македонија и се вика Гурман 2011. По самото име Гурман претпоставувате за што станува збор, меѓутоа јас нема да зборувам повеќе, туку затоа го имаме мојот гостин денес со мене во студиото. Тоа е Димитар Проданов, еден од организаторите на Гурман од Omni Events. Димитар, најнапред здраво, добро ни дојде во студиото. Добро најдов. Така, за самиот почеток, јас напоменав нешто, колку да ги заинтересираме нашите гледачи, меѓутоа остатокот ти го припуштам на тебе. За почеток јас би сакала да ни кажеш што всушност ќе биде Гурман, со глед на тоа што се одржува прва година и од каде се појави оваа идеја кај вас? Гурман, како што само ти ме кажува, нели, и како што ние го нарекуваме прв интернационален фестивал на храна и пијалок, ќе биде еден настан кој што, да кажеме, ја прославува љубовта кон храната и пијалокот. Ќе биде настан кој што ќе се случува на плоштад Македонија, почнувајќи од денеска, од пладне, од 12 часот, до недела, до 18 часот, значи 3 дена настан за љубителите и на храната и пијалокот на плоштад Македонија. Што всушност ќе представува тоа? Значи организацијски е тоа како една саемска манифестација, да кажеме, со изложувачи, производители на храна и пијалоци, кои што ќе ги промовираат и нудат своите производи секако по промотивни цени. И тоа што е битно е дека ќе има голема забавна програма. Прашањето беше од каде идејата. Значи, ние во Omni Events имаме многу идеи за многу настани, само што не можеме сите да стигнеме да ги изреализираме. Значи, вакви фестивали, овој фестивал конкретно не го измисливме ние. Значи, ова се настани кои што се случуваат во светот, во метрополите светски, кои што ние со овој настан се обидуваме Скопје да го доближиме до една светска метропола, да ја збогатиме, значи, програмата на забавни активности во нашиот град. Јас се надевам, односно не се надевам, туку сум уверена дека ќе успеете во тоа и сметам дека на Скопје навистина му требаат вакви интересни настани кои што на некој начин ќе ги анимираат сите граѓани, ќе заборават нели на оние секојдневни грижи и проблеми, ќе имаат каде да се прошетаат и нешто ново интересно да видат. Што ќе биде понудено на фестивалот? Значи, како што кажав, тоа што ќе биде понудено е храна и пијалок. Интернационална кујна. Интернационална кујна. Значи, интернационална викаме бидејќи ќе има презентација на интернационална кујна. Конкретно за оваа година ќе имаме презентација на италијанска кујна, презентација на тајландска кујна, на турска кујна и секако македонска традиционална кујна без која што не можеме. Кујната ќе биде презентирана преку две сцени на кои што ќе има куински настапи, поточно готвење во живо. Ќе имаме и готвач гостин од Италија. Тоа ќе биде доста интересно да се погледне. Тоа кој ден ќе се случува со готвачот гостин од Италија? Сите 3 дена. Сите 3 дена. Ќе можат на посетителите да го забележат. Посетителите точната програма може да ја погледаат на официјалната веб страна на фестивалот, тоа е gurmanfest.com. Значи таму е програмата за сите 3 дена што ќе се случува на двете сцени. Сега мене ме интересира како удеше целата онаа организација со изложувачите на храна, односно имаше ли никаков принцип на пријавување кој се може да дојде на Гурман и да промовира нешто свое? Так, со оглед на тоа што се работи за комерцијален настан, организацијата е како една класична саемска манифестација, нели, пријавување на принцип на закуп на простор во рамки на манифестацијата со продажба на производите. Сега, неколку пати спомена дека ќе биде еден вид на саемска манифестација, дали ќе се наплатуваат влезници или ќе биде од отворен тип? Од отворен тип ќе биде, оваа манифестација ќе биде од отворен тип. Значи влезот ќе биде бесплатен. Влез, тоа е сигурно она што сите наши гледачи го чекаа овој момент за да го нагласиме дека ќе има бесплатен влез. Споменавме дека ќе има различни видови на храна, меѓутоа освен храната ќе има и друг вид на занимација за посетителите, нешто што ќе биде интересно, ќе има готвење во живо. Сега би сакала малку повеќе околу тоа да ни кажеш нешто. Готвењето во живо јас го спомнав, нели? Значи ќе имаме две сцени, ќе имаме една сцена кујна во која што ќе се готви во текот на сите 3 дена цело време, и ќе имаме една главна сцена на која што готвењето ќе биде еден, да кажеме, мал дел од времето ќе го опфати.
Останатиот дел ќе бидат одредени музички настапи и друга забавна програма, презентации и предавања на тема нутриционизам и така натака. И тоа што би сакал да го кажам, што може да биде интересно нели за посетителите, дека ќе имаме надпревари во брзо јадење на хот дог. Така, тоа до сега не видено во Македонија. Да, тоа е до сега прв пат се случува кај нас, да. Надпреварањата ќе се случуваат, значи денеска ќе биде првиот со почеток во 14 часот, ќе имаме 4 и големото финале во недела. И сакам да кажам дека се уште има отворени места за аплицирање за надпреварот во брзо јадење и доколку има заинтересирани, може да се пријават на официјалната страна на фестивалот, значи